Дури 10 пати повеќе пари се инвестирани во Виница во однос на лани, односно околу 260 милиони денари. Овој исчекор на Виница е неслучаен и во него партиципираат владата, Европската унија и локалната самоуправа, беше речено вчера на трибината во Виница, каде присуствуваа представници од бизнес заедницата, премиерот Заев и градоначалникот Ивица Димитров. Од овие причини, динамичниот развој на Виница, директна подршка за референдумот беше искажана и од бизнес заедницата. Тука сум да ја дадам подршка на тој процес. Да дадам на тој процес кој Македонија турка напред и кој еднаш за секогаш ќе ги реши најгорливите прашања. На првиот референдум за самостојност на Македонија, јас не можев да гласам бидејќи ми фалеше уште месец и половина да станам полнолетен. Сега на овој ми е чест и ќе гласам. Во недела Сметам дека не треба да бегаме од решението. Едноставно треба да го искористиме моментот и да го решиме прашањето еднаш за секогаш, сега кога се создадени поволни услови за тоа. За премиерот Зоран Заев, ова кампања е релаксирана и пријатна, но исклучително одговорна за оваа генерација македонци историска. Затоа што зборуваме за перспективи. Од оваа одлука зависи иднината. Иднината на нашата земја, на нашата татковина Република Македонија, но зависи иднината и на нашите деца, на нашите внуци. Затоа е многу важно да бидеме исправени пред сериозноста на одлуката која што ја носиме. И секако јас знам дека дојде есента, дојде и тука во Виница. Студеничко ми е малку и мене и вас, ама на 30 септември ќе ни биде топличко во срцата на сите, затоа што и Виница, а и цела Македонија ќе биде за Европска Македонија. За градоначалникот на Виница, Ивица Димитров, поддршката на референдумот во случај на Виница е сама по себе задолжителна, бидејќи Виница веќе на Европа и должи голем број на реализирани проекти со европски пари. Реконструкција на патот од манастирот Свети Спас до село Бигла Делчево во должина од 6,5 километри, инвестиција вредна 42 милиони денари. Спортска сала во основното училиште Славчо Стојменски, инвестиција вредна 25 милиони денари. Реконструкција на 4 км водоводна мрежа во градот Виница, инвестиција вредна 6,5 милиони денари. Изградба на станица за вода во село Трсино, инвестиција вредна 10,6 милиони денари. И веднаш го поставуваме прашањето од каде средства, толкави средства, бидејќи знаеме дека буџетот на општина Виница, основниот буџет се движи некаде од 70-80 милиони денари, а имаме инвестиции за 10 месеци 200 милиони денари. Поштувани мои сограѓани, знаеме дека европските фондови ни се отворени. Благодарение на предпристапните фондови, благодарение на владата на Република Македонија, оваа година од буџетот на Европската унија се одвоени средства во висина од 260 милиони денари. Со успешен референдум и влез во ЕУ и НАТО се обезбедува стабилност во бизнис секторот, кој што пак ќе може да обезбеди развојна компонента и повисоки и сигурни плати. Секако, ова за Виница е надеж дека конечно темпото на големо иселување ќе се подзабави.